Да, знаете, веднаш по рекламните пораки и по вестите се селиме во овој дел од нашето студио почитувани. Низ добро утро, секој утро нашата утринска програма. Денеска на наше задоволство наш гостен Владимир Михајловски од Клуб Матица Македонска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија и воедно на сите читатели на Матица. Така, Матица секогаш со многу интересни акции кои што ги имате, понуди. Меѓутоа, есента, како велиме, некогаш книгата е најдобриот пријател кога сме на топло, со чајче и си читаме некоја убава книга. Меѓутоа, имаме и многу понуди, секој месец и носи нешто свое, па и овој месец, октомври, исто така. Секако, честитки за јубилеот, нешто повеќе ќе зборуваме за тоа, но еве ќе ви посакам уште еднаш добре дојдовте и да започнеме со она што е најважно. Благодарам, значи, сакам да кажам дека ние влагаме во 35 години јубилејна година. Долги години. Долги години, каде што пред се сакам да кажам дека Матица Македонска ги гаи националните теми, пред се ги гаи македонските автори. Затоа името Матица Македонска. Затоа името Матица, каде што се обновуваат многу изданија од нашите, би рекол, поети Блаже Коневски, Славко Јаневски, Раде Силјан, Веле Смилевски, поновата генерација Иван Антоновски би го спомнал, каде што нели не смееме да ги заборавиме за нашите најмлади кои ни доаѓаат да бидат запознаени секојаш со нашето национално богатство, нашите автори, романсиери, да. Националното наше богатство. Меѓутоа, кога веќе ги споменуваме младите, вие сте, знаете како да почувствувате и го гледате тоа во секојдневието, дали има заинтересираност за читање книги. Тоа е едно од поглавните прашања, со оглед на тоа дека знаеме ние во какво време живееме. Сакам да кажам дека пред се Матица, клубот Матица, во која членуваат преку 60.000 членови и во кои секојдневно имаме контакт со нашите читатели, каде што во последно време и се консултираме за поновите светски изданија, за да бидат достапни и да им ги сервираме. Сакам да кажам дека многу ме радува што има многу млада публика. Браво. Што влага во нашите две книжарници, каде што стварно се интересираат што е актуелно. Нашиот персонал гледаме секогаш да им излезе во пресред и да им биде достапна книгата. Така. Да имаат навика една за читање. Да створат. Да создадат, така е. Да. Каде што сакам да кажам дека секојдневно наидуваме на се поголем и поголем одзив и интерес за книгите. Тоа е за поздрав, тоа е убава информација која што ја слушам и токму затоа и ве прашав, затоа што вие секојдневно сте нели таму и многу добро знаете да ми одговорите на тоа прашање, што многу ме радува. Млади читатели да имаме. Сакам да кажам дека треба и да им се посвети малце поише внимание на читателите. Не е само да влезе во книжара, така, да побара наслов. Секој си има свој вкус. Значи, мора и да го задржиш, да му понудиш нешто и ти што мислиш дека вреди да го прочита. Така е. Сега, ние имаме донесено тука неколку книги, ќе подариме секако благодарам од ваша страна, секогаш убави гестови и на наши двајца гледачи, две книги. Ќе зборуваме за она што е најактуелно. Ајде и за повеќе сме нели ова утро и за тоа, за понудите и акцијата која што Матица Македонска ја нуди во месец октомври. Што е она што треба да го слушнеме и да знаеме? Така, значи, ние секој месец имаме еден вик на акции за нашите членови посебно, каде моментално во месец октомври, која не е официјално и месец на книгата, со традиција. Треба секој ден да ни виде денот на книгата. Секој ден. Меѓутоа е формално, нели? Формално, да. Имаме доста промоции од македонски автори. Во исто време ја имаме акцијата
од 50 наслови да се одберете 5 книги за 499 денари, каде што сакаме на тие читатели што немаат можности нели да купат повеќе изданија, а се читатели, да им излеземе во пресата. Многу убаво од ваша страна. Впрочем, како и секогаш. Вие секогаш имате, можам да забележам и на вашата Facebook страна, интересни понуди, интересни акции за читателите на книга. Секогаш ги имате најпопуларните, оние најбараните и светски исто така литератури, книги кои што ги нудите од кај вас покрајни или нашите македонски, како што веќе споменавме, писатели, затоа што тие ни се најважните. Меѓутоа имаме многу книги. Веќе погледнеме и низ фотографиите, колку само да се потсетиме колку книги на едно место имаме, кога што се однесува за Матица Македонска. Оно што споменавме, значи за 499 денари, 5 книги можат нашите читатели. Што е оно што може да го одберат во ова? Имаме селекција или пак? Значи имаме разни автори. Би ги спомнал, да речеме, од Јелена Бачич. Добра, да. Еден популарен автор кај нас, кој се продава. Еден Донато Гаризи од светските автори. И уште многу. Да оставиме да биде изненадување кој ќе доаде во нашата книжара за да може да си одберат. Да си одберат. Може да ги погледнеме и оние фотографии кои што и гледачите може да ги видат. Кога веќе разговараме нели за новите изданија во Матица за месец октомври, еве во моментов ги гледаме, имаме многу книги кои што можеме да ги понудиме. Мене ме интересира од сето она што Матица Македонска го нудите. Вие, како што кажав, најдобро знаете и да ми одговорите и на моето следно прашање, што е она што ние, како нација, да кажам, сакаме најмногу да читаме? Па не ние само како нација, него во светот се белетристиката преовладува. На прво место. На прво место. Значи, мене многу ќе ме радува ако нашата, пошто сум шетал доста на светот, ќе видите нели луѓе се возат во трамвај со книгата во рака. Со книга, така е, да. Мене ќе ме радува ако, пошто ние немаме трамвај, еве во автобуси наши. Да. Ако барем 10% од населението бидат со книга во рака. Убаво е во автобусот секогаш најпопуларно е на плажа. Малку да заборавиме и плажата, така. Значи ние во тој поглед сме правели акции. Читај секаде. Убаво. Да. Каде што сме сакале да ја популаризираме книгата и ја популаризираме книгата. Успевате. Во тој поглед успеаме, да. Драго ми е, поради тоа со оглед на тоа дека имате 60 ваши илјади членови во Матица Македонска, а имаме и заинтересиран гледач, ќе зборуваме ние за книгите кои што ги имаме во моментов овде донесено. Ви благодарам уште еднаш за да еве израдуваме читател и ќе му кажеме добро утро, се јавува. Што ќе му подариме? Тоа ќе оставам на вас, вие да се одберете. Еве колку убава фотографија како со чајче во есенско време може да се читаат книги. Од Хавиер Боск 32 март. Добро. За што се работи? Значи, ова е историска книга, паралелна приказна. Каде што мислам дека во овие есенски денови ќе ужива читателот. Одлично, да. Вели симфонија од детали и емоции, танц на два временски периоди. 32 март. Ајде да го вклучиме гледачот и да се слушнеме со него. Режија, ќе замолам. Еве за каква книга станува збори која ќе му ја подариме, како што имавте можност да слушнете. Добро утро! Добро утро, Слободанка. Добро утро и вам. Господин Владо. Се знаеме, јас одамна му подарив пуна пакта торба што книги што сум добивала вака од. Ке се сети, се надева? Сети од село Бродец. Да. Да. Тоа е господја Божана. Божана, да. Тоа е нашиот верен. Ми поканци. Ва како не, браво, секоја ви чест. Нашиот верен член. Да. Да. Дури сте и член, значи вие на Матица Македонска, си читате книги и еве одлично што ќе ја добиете и токму оваа книга. Да, во прави раце оди вели нашиот гостин. Браво, Божана. Браво, веќе знае за свет. Одлично, драго ми е што... Сакам да дарувам, Слободанка, кога можам, сакам да дарувам, да дарувам по
прави раце, книгите. Секоја ви чест. Се ги дадо. Секоја ви чест од ваша страна и убаво е, вие знам во каква состојба сте, секогаш да си се чувате, негувате. Меѓутоа и ова е убаво и за психичката состојба, нели кај сите. Колку е важно за психата наша, за умот да си го развиваме, да читаме книги. Ајде малку и повеќе за тоа. Сакам да кажам дека еве и на би кажал на родителиве, на мајките, на татковците. Терете ги децата од мали нозе, ставајте им ги книгите на тасна како што им го ставате чајчето. И така да од мали да стекнат, да им боде очи во очите. Да им боде очи. Да. И да сварно книгата да им биде најдобар другар и сопатник во животот. Ке вклучиме уште еден гледач на кој што ќе му подариме книга од Матица Македонска денес ова утро, што е она што ќе го подариме на следниот наш гледач, зашто вие ќе се одлучите, оставам на вас, се разбира. Така, следната книга што сакам да подарим на нашиот гледач е Абецедарот кој Матица Македонска го издаде. Тоа е одлично. Да. Да. Секоја чест. По повод јубилеот 100 години од неговото прво издавање. Од 1925 година. Сакам да кажам и дека Матица, покрај што ги негува авторите тука изданијата во нашата држава, моментална, ги негува и нашите национални интереси надвор од границите на Македонија. Значи, сакам на да каков кажам, начин, ајде само да слушнеме? со нивно издавање. Издавање, така. Така да Абецедарот го подаруваме на нашиот следен гледач. Ајде да го вклучиме и дали го имаме на телефонската линија? Не имате добрите Слободанка. Добро утро, Роска. Како сме? Знаеш ли каде денеска јас ќе се јавам? Па еве се јавивте и си го добивте Абецедарот. Ти знаеш причината. Сега вака, поздрав многу до поетот. И многу ми е мило за оваа книга што ќе ми ја подарат. Фала многу да е жив и здрав. Ви благодарам, поет Владимир Михајловски. Да, другар на поетите. Другар на поетите. Слободанка, јас имам внука на 11 години од книга издади. Браво, секоја чест. Па тоа е она за што зборуваме, младите треба да си читаат и така се развива и жилбата за пишување после тоа. Да, од Искра керка ми керката. Одлично. Благодарам што се јавивте, ви посакувам убаво утро да си имате. Еве и вие си добивте книга, како што кажавме на двајца гледачи, и јас многу ќе се заблагодарам за мојот подарок. Ја тука би ја представил и книгата Македонија и Грција. Да, тоа сакав исто така да го збор кога веќе нели ја представуваме Македонија. Да. Би рекол мала книга, многу вредна. Само да ја покажеме. Исто Македонија не е Грција. Да. Така? Каде што се опишува целокупниот историски живот на нашиот народ во поширокиот на Балканот. Така. И тука би ги спомнал исто во издание на Матица сите монографски изданија што ги имаме. Секако. За Охрид, за Скопје. Тука би спомнал за Свети Наум. Каде што посебно се грижиме за тој наше национално богатство. Македонија не е Грција и гледано низ историјата никогаш не била Грчка. На ова налетав, еве, ова што да го пренесеме, како што кажавте, книга која што е вредна да се има. Така. Да, во сечи дом. Не дека тоа ние не го знаеме, меѓутоа зашто и да не го поседуваме. Тука би ги представил и другите, да издвоиме другите, исто куќата на насипот, еден преекстра со ова се најновите, така? Најновите изданија. Ајде да ги представиме. Да. Еве зашто конкретно се работи. Ова е на Даниела Раимонди, куќата на насипот, каде што може да се снабдите со овие книги. Зашто поточно тука се работи, што имаме каква приказна? Во куќата на насипот исто се работи за историска тема, каде што се работи за има од сите жанови по нешто. Така. А привлекува внимание. Привлекува внимание што
Има една голема тајна која треба да се открие, да не откриваме на гледачите. Кимберли Бел, мојот драг маж, еве ја представуваме и оваа книга. Тоа е социјален трилер. Моментално еден од подобрите 5 во светот. Браво, секој чест и достапна во Матица Македонска, вели нешто колегата околу насловот, мојот драг маж, да. Секој треба да си ја има оваа книга дома. Точно. Да, убаво кажано. И ова е една приказна за Божична или ова е подарокот за мене. За мојот драг маж не морам да си имам книга, но ќе си имам книга за надежта, за божичното ветување. За сите празници што доаѓаат, значи еден убав подарок. Да. Каде што ќе може да се новогодишна. Новогодишна, да. Некако времето брзо ни поминува, па еве и новата година. Да, и за тоа како избор ја издвоив. Благодарам за подароците и за мене, и за нашите гледачи. Што е онајве што можеби пропуштивме, а сакаме да го споменеме, а е важно да го знаат читателите? Сакам да кажам дека нашите членови и читатели верно пошто не пратат на нашите покрај социјални мрежи и вака на гостување на телевизија. Сакам да кажам дека во наредниот период не сакам да им откривам, ама ќе има многу изненадување. Но затоа ќе дојдете тука, па ќе ги изненадиме повторно. Да. Ви благодарам уште еднаш. Споменавме еве и ќе потсетам за акцијата 5 книги за само 499 денари за сите читатели, многу достапни цени. Секогаш ги имаме овие новите од познатите светски писатели, како што кажавме, книгата која што е во првите 5 во светот ја има во Матица Македонска. Да се видиме повторно со други нови акции и да ги израдуваме еве вака гледачите со подарок. И секој е добро. И јас исто. Убав ден на сите што гледачи. одвоивте време и што имавме можност да зборуваме за она што е многу важно, читањето. За сите, не само за дечињата. Дечињата треба да си имаат навика, но и ние исто така возрастните. Точно. Многу е важно за психата.